Новиот јавен обвинител мора да биде експерт и партиски неутрален, а при неговиот избор да се почитуваат законот и процедурите, изјави вице-премиерот Бујар Османи во врска со назначувањето на нов државен јавен обвинител. Османи нагласи дека Демократската унија за интеграција сака на оваа позиција да дојде албанец, но тоа не значело дека владата или ДУИ се мешаат во системот. Секогаш ние бараме правична застапеност во институциите и тоа не е делот од политичко влијание. Дури во судството ние бараме да има суди албанци, но тоа не значи дека владата или ДУИ се меша во судството. Туку сакаме да се почитува уставот. Се разбира, би сакале да биде и албанец, меѓутоа пред се да биде експерт кој што ќе биде неутрален во однос на партиската провиниенција. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пак смета дека СДСМ брзаат пред локалните избори да постават партиски јавен обвинител. Тој по вчерашната посета на општина Бутел изјави дека СДСМ според него ќе протнат класично партиско решение и човек што ќе биде целосно послушен на владата. Оно што тие сега ќе се обидат да го направат е да создадат една атмосфера, една клима дека новиот јавен обвинител ќе биде непартиски, независен, дека ќе биде некаков експерт и така натаму. Всушност, под плаштот на тоа замајување на јавноста ќе се протне класично партиско решение, човек што ќе биде целосно послушен на владата, целосно послушен на СДСМ, значи сигурен во тој правец, нивни послушник. И практично се брза за да се назначи јавен обвинител пред локалните избори за да бидат покомотни во правењето на незаконитости за време на локалните избори. Предлог огласот за нов јавен обвинител од владата стигна во собранието и на 4 септември пратениците на седница ќе расправаат за оваа точка. Во образложението владата на собранието му предлага именување на нов јавен обвинител, имајќи го предвид разрешувањето на Марко Зврлевски од 17 август. Вчера Советот на јавни обвинители ја одложи седницата на која требаше да се избере заменикот на јавниот обвинител Зврлевски, кој би ја извршувал оваа функција се до изборот на нов јавен обвинител во собранието. Седницата беше прекината поради немање кворум и се одложи за 29 август, па останува Зврлевски и понатаму да го менува обвинителката Лилјана Спасевска.